Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со изборот на песна на денот во рамките на денешното издание на емисијата Дневна соба. Преостанува да го проследите последниот предлог за денеска, песната Нема живот Ангелино во исполнение на Перо Христов, а потоа е време за нашите денешни гости. Каква песна? Ама вие... Не, здраво, Чичоко. Мислам... Не, одамна сакам да се запознаваме и сега на пушти и на вратарото и видеме. На пушти. Ние со вратарите ќе се разбереме ова емисија во живо. Не можете вие да влегувате и плюс не сте планирани за моја емисија, барем не за ова издание. Секој ден те гледам и морак желбен беше нешто ми се кажува лично да запознам. И како е чувството? И не знам, те некак сум возбуден толку. Не, да не кажем, нели да не сватат гледачите такво настрано, дури сум разлажнан малку. Не се, навистина. Да. Вие се наоѓате во новите простори на Дената соба. Детска Дневна. Не е детска соба. Кај гледате играчки овде? Некои имаат фетиш ова да има играчка, некои имаат фетиш. Ова е декорација, ова е вода, ова се листови, харти, кај гледате вие? Кога го видов сега кога влеговме внатре, мислев дека гледам вис во моментот, а не во живо. Не знам зашто. Вака фати кадар. Така. Извинете. Сега сме многу. Извинете малку, само извинете. Добро, не е проблем. Тоа е човек што... Да? Тато, ти си? Знаеш, 100 пати сум ти кажал да не ми звониш во емисија. Да, седам со двајца дечки од моменти. Да, тато, од моменти. Да, пријатели ми се. Наистина? Добро, тајте ки се слуша. Керка ми беше. И кој рекол дека седам со дечките од моменти, знаеш што вика? Yes! Па дај едно пенкало ако може туку. После тоа е автограм да дадете да размениме. Јас малце сум шокиран, имам трема, не знам како мене и притисокот ме падна кога така ве видов, вие поувавте ли во јаве отколку на сон? Тоа треба да го не мислам отколку на телевизија. Телевизорот на сон, да си купиш нов телевизор. Па тоа е од старите, оние од Југославија што се остане со 8 програми. На сон каков е? На сон е, не, на сон е... На сон е кошмар. Не, на сон си ептен пријатен. Така, во јаве си оште попријатен, ама и на сон си пријатен. Кој ми се јаваш на сон, те гледам на бел коњ кача. Ми е мило, драго, да ти кажам. На бел коњ и така пашката кога е мава коњот, што знам, со пашката тевата мава некако. Ама не, подобро да си на коњ отколку да си коњ. Точно се управо. Не знам што сака да мислите како со тоа. Добро, кажете ми што ви е муабетот, зошто дојдовте вие? Дојдовме и ние се мачиме да направиме нешто, емисија правиме една, не знам, не знам, туку знам дека знаете, бидејќи сте уредник на истата куќа. Јас имам иста мајца имам јас дома. Да, ни стана греф цело лето те гледавме со една мајца, ти дадавме една на заснелиш малку, не рече дека ќе идеш одмор на Грчка, па викаме ајде подобра промоција. Па се фалеше нешто, цела Грција фраер бил низ Грција. Така да, признам така. Со комба бевте или со вашиот автомобил? Што не беше целата што дојдов? Јас целата ми беше поради тоа што нашата емисија малце не е толку популарна како Дневна соба, па дојдовме или Детска соба, Дневна соба, да. За да си укренеме рейтингот едноставно. Сака да ви видам гостин? Да, може. Ајде да не бидете гостин и да ја сечеме вашата емисија, да собереме. Не да ве представиме, туку да им покажеме на гледачите на моменти дека Калајџиев, освен што е веќе 19 години на сцената, значи веќе е полнолетно ТВ лице и може да прави што сака на телевизија. Повеќе од тоа ќе со аргументи потоа ќе разговарам. Мајка, мама не ме испрала. Да им покажеме, дојдовме да ве земеме со нас во емисијата за да им покажеме на гледачите дека не сте таков сноп како што стоите пред камера, дека има природен човек. Ајде, одиме. Почитувани гледачи, ние сме приморени да прекинеме емисијата Дневна соба. Се гледаме утре, јас одам малку во момент. Ви благодариме. Ви благодариме. Ви благодариме. Едно сме пред автомобилот на господинот Ѓорги Калајџиев, кој што ќе ни биде, веќе дадов мал шлагвор дека тој ќе ни биде гостин во ова издание на емисијата Моменти.
Со ова тргнуваме, а каде ќе ни е дестинацијата, ќе го оставиме во мало исчекување, а тој се припрема за својот старт, а со него и ние почнуваме. Ајде, бидете со нас. Снимаш, бидејќи нели господинот Ѓорги Калајџиев ќе ни приреди едно прекрасно возење, еве јас ќе му дадам еден поклон. Повелите господинот Ѓорги. Ова е од нас, од нашата екипа. Се надеваме дека ви е... Дека и тработката нема да ви пречи, го направивме малку да биде така поголемо, за пофлексибилно да ви легне и да се чувствувате поудобно со самото негово нели носење и самиот стил кој што сакаме да го изградиме пред гледачите на моменти. Како за голема глава, така нели? Па тоа само го кажав малку поопширно. Го рековте со 2 збора. Јас останав без зборови благодарение на мојот колега Горан Немитов, значи продолжуваме понатаму да ловиме моменти со Ѓорги Калајџиев. А што и како е за него ќе дознаете доколку останете со нас. Каде си го? Калајџиите со на Калајџиите у колцу. Ѓорчо Калајџиите. Задоволство е, почитувани гледачи, да возиш вакви звезди како што се момците од моменти. Се чувствувам како да возам младоженци. И во ваква прилика, нели, во ваква прилика се разбира ред е да се свири со колата. Ајде! Проблем кога спомнавте младоженци, не сакате сега се бакнеме ја и колегата одзад. Може. А о такви геј моменти, не, ова е само моменти, не е геј моменти, Чичко Ѓорѓе. Значи тук се наоѓаме пред еден багер, можеби ние сме во изградба, јас и Горан Немитов, но затоа тука нашиот соговорник, господинот Ѓорги Калајџиев, веќе доста изградена личност. Меѓутоа сигурно и тој почнал некако и од некаде, па затоа ние ќе го прашаме од каде има почнато. Најпрво честитки за изборот на позадината. Јас имам еден. Вие покривате цела, јас се тргнам да имам малку простор. Така. Ќе молам без упади. Без дофрлање, мислам, бидете малку културни, парламентарни. Вака, честитки стварно за позадината. Иако не е нешто посебно. Не, баш е кул. Имам еден другар, граѓаните го знаат, познат струмички офталмолог, значи очниот доктор Ристо Проданов. Ние сме детски другари. И тој, правејќи шега на мојот телесен габарит, знаеше да каже: ти да не си бил човек, ќе си бил багер или фап. И до ден денес така се шегуваме. Значи честитки за ова. И што ти беше прашањето? Да ги кажеш твоите почетоци. Не може да го подигнам, багерот на работа. Дечки, ајде сега, гледаш, разговараме. Да ни кажеш како си почнал, како си дошол, например, ево во нашата емисија. Да не беше некоја аудиција или ние сме те поканили затоа што си бил нешто пред тоа или работиш нешто, слушнавме 19 години на телевизија. Па да ни ги кажеш од каде тие сите желби према телевизија, како тоа дојде, како почна, зошто баш тоа, зошто не друго, зошто не трето? Друго и трето не доаѓаше во предби, затоа што јас едноставно не знам друго да работам. Не дај Боже, да требаше да бидам багериски, умрав за леп. Работата со телевизијата испадна сосема случајно. Слушнав дека се отвара приватна телевизија, беше тоа некаде месец август 91 година. Значи во минатиот век, можеш да замислиш. Беше тоа во 20-тиот век. Ме подсети дури и на Босна, војната. Така, беше тоа, значи, далечната 1991 година. Слушав дека некои ентузијасти отвараат телевизија и едноставно чукнав на нивната врата, се представив, јас сум Ѓорги Калајџиев, сакам да работам кај вас и останав до ден денеска. Значи, цели 19 еве влеговме во 20-та година од работењето на ТВ каналот ВИС. Јас сум се уште тоа. Имаше неодамна 11 октомври, славевме 19 години од работењето и така, останав до ден денеска и не желам поради тоа. Инаку, зошто новинарство? Затоа што и пред тоа имав искуство работејќи како уредник во младинската емисија на Радио Струмица неколку години. Беше тоа многу успешна младинска емисија. Добивавме и неколку награди на ниво на Југославија, може да замислиш. Добивме награда Златен микрофон за најдобра младинска емисија на ниво на Југославија на наделата на Југословенското радио во Охрид. Беше тоа одличен успех за нас и за мене како уредник на таа младинска емисија.
А потоа имав искуства и во печатените медиуми, имав своји текстови во Млад борец, во студентски збор, за потоа да се случи ТВ-каналот ВИС и да останам до ден денеска како главен и одговорен уредник и водител. И се разбира спикер, се, момче за се. Ако не е он главен уредник и нашата емисија, не знам каде ќе завршише. Нема да главни, јас себе кога сме кај ова дека е главен уредник, една и од причините што го повикавме Ѓорги Калаџиев да ни биде гости и го донесовме овде за да ни го покаже, не да собереме, па едно е да собереме поени, друго е да ни го покаже вистинскиот и правиот пат во тоа што работиме, а кога сме кај вистинскиот и правиот пат, камера само да ме прати, еве ова е тој пат што ни го покажа, значи ни рече да целиме по овој прав пат, значи се прави на животот, како што на секој пат исто така може да биде и трнлив, но ова е еден убав пат, каде што секој може својата траса да ја истрча до крајот. Се надевам дека и мојот колега нема да му се најдат некои тешки пречки на патот кој што моментално го изодува и нека иде у кај сака, нели? Да ставаме ни 3 точки и повторно се враќаме кај нашиот соговорник да го прашаме што повеќе ви исполнува, дали пишаниот збор, пишаниот медиум, вестникот или пак телевизијата? Значи, во секој случај електронскиот медиум и посебно на телевизијата, затоа што во печатен медиум оние консументи на оно што го пишуваш те знаат само по перо, а така ми ја знаат и убавината. Но команд, јас овде останав на вистина без зборови и од убавината останав без зборови. Да, умре ѓупката која ме фалеше, знаеш. Нека и лека земјата. Јас се вратив, што се вратив од правиот пат и мислам дека е многу убаво и сите оние кои што сега не гледат да го пробат, да видат какво е чувството. За вистинскиот пат треба да најдеш да ти го покаже вистинскиот човек. Меѓутоа малце и енергијата треба да ја истрошиш, меѓутоа сепак тоа ќе биде доста полезно затоа што по правиот пат сите отстапки не се битни. Битно е да продолжиш. Извини. За еден музички текст колку време треба за да се изработи, тоа е 3 минути една мелодија, една numera, една песна, така. За тие 3 минути некој да напише текст, само му треба инспирација. Едно од прашањата ми е од каде црпите инспирацијата за музичките текстови, значи конкретно за музичките текстови станува збор и колку време треба за да се изработи еден музички текст, да се напише еден музички текст и дали сето тоа зависи од инспирацијата? Тоа е многу релативна работа. Колку време е потребно да се направи еден текст за музика, за една песна, е навистина релативна работа. Сум успевал тоа да го направам за еден час. Значи како да е истурено од рака и тоа да биде исто така успешно. Меѓутоа ми требале и денови, и недели, и месеци да се мачам околу некој текст. Зависи од тоа за кого пишуваш, зависи дали пишуваш гол текст и дали пишуваш текст по музика, веќе доставено од композитор. Што е полесно, дали по музика или гол текст? Пишувањето по музика е поттешкиот начин на пишување или процес на работа, од едноставна причина што мора да направиш шема или да ја доловиш идејата на композиторот, да го симнеш тоа на хартија како шема, трала, па потоа да го броиш колку слогови има секој стих, и дури потоа да залепиш текст кој одговара на таквата музика. Тоа е потешкиот начин, меѓутоа многу поинспиративен. Музиката ти дава инспирација каков да биде текстот. Ако е сув текстот, каде ја црпите инспирација? Ја за љубовна тема, за љубовна. Јас знам да правам, да ме инспирира само еден збор. Значи еден убав збор кој ќе ми даде инспирација околу него да правам приказна, да создадам песна. Дали вашите има нели некои јас овде не знам како се изразам, има некои текстови на нашата сцена каде што се чувствува дека само така се наредени зборови, а има некои кои што држат вода, еве да кажем така, имат силна приказна која што знае нели да те погоди самите зборови, самиот текст знае да влезе во тебе. И дали вашиот начин, и знам дека тоа е и до авторот, бидејќи јас сум пробувал нешто такво да правам, дали секогаш претензирате да правите приказна во самиот текст, да има приказна, тоа да држи вода. Вака, значи
Фалбата е ръгја. Значи, како што е ръгјо са новој багер, така и фалбата е ръгја. Не сакам да зборувам за моите текстови какви се, треба најпрво да се слушнат, па да го дадете вие вашиот коментар. Чинам дека сум оригинален во секој текст,